Послание до евреите. Глава 1. Бог ни се објавува преку Синот. Бог, кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите предци преку пророците, во последниве денови ни зборува преку Синот, кого го постави за наследник на се, преку кого ги создаде и вековите. Тој е одблесок на Божјата слава и отпечаток на неговата суштина и држи се со својот моќен збор. Откако преку себе ги очисти нашите гревови, седна од десната страна на престолот на Севишниот во висините. Величието на Божиот Син. И стана толку повозвишен од ангелите колку што е пославно името што го наследи, во споредба со нивното, зашто кому од ангелите Бог некогаш му рекол: Ти си син мој, јас те родив денес, или пак јас ќе му бидам татко, а тој ќе ми биде син. Исто така, кога го воведе првородениот во вселената, рече: Нека му се поклонат сите ангели Божии. За ангелите пак речено е: Ти ги правиш ангелите свој ветрови, а служителите свој огнен пламен. А за Синот: Твојот престол, Боже, е вечен и жезелот на правдата е жезол на царството Твое. Тебе ти омиле правдата, а го намрази беззаконието. Затоа, Боже, Твојот Бог те помаза со масло на радоста повеќе од Твоите придружници. И пак: Во почетокот Ти, Господи, си ја основал земјата, а и небесата се дело на Твоите раце. Тие ќе загинат, Ти остануваш. Сите ќе изветвеат како облека. Ќе ги свиткаш како наметка, како облека, и тие ќе бидат променети. Но Ти си секогаш истиот, и Твоите години нема да се свршат. А на кого од ангелите Бог некогаш му рекол: Седи од мојата десна страна, додека непријателите Твои не ги поставам за подножје на нозете Твои. Нели се тие сите служителски духови, испратени да им служат на оние што ќе го наследат спасението? Глава 2. Нашето спасение. Затоа треба да бидеме нарочно внимателни кон она што го чувме, за да не отпаднеме некако. Зашто, ако реченото слово преку ангелите се покажа верно, и ако секој престап и секоја непослушност прими праведна казна, како ли тогаш ќе се извлечеме ако занемариме такво големо спасение, кое најнапред проповедано од Господ се потврди од оние што го беа чуле од Него, кога и Бог им го потврди сведоштвото со знаци и чудеса, со разни силни дела и со раздавање дарови преку Светиот Дух по Негова волја. Предводникот на нашето спасение. Зашто Бог не им ја подчини на ангелите идната вселена за која зборуваме. Туку напротив, некој посведочил зборувајќи: Што е човекот да мислиш на него, синот човечки, та да се грижиш за него? Си го направил за кратко малку подолен од ангелите, но со слава и чест си го овенчал и си го поставил на делата од Твоите раце. Се си подчинил под нозете негови. А кога се му подчини, ништо не му остави неподчинето. Но сега уште не гледаме дека се му е подчинето, а гледаме дека Исус Христос, кој за кратко време беше поставен пониско од ангелите, поради претрпената смрт, беше овенчан со слава и чест, та по Божјата благодат тој да вкуси смрт за сите, зашто му прилегаше на оној поради кого е се и од кого е се при донесувањето на многобројните чеда во слава, преку страдања да го усоврши зачетникот на нивното спасение. Бидејќи и оној што осветува, и оние што се осветуваат, сите се од еден.
И затоа Исус не се срамува да ги нарече браќа велејќи: ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, среде собранието ќе те славам. И пак, јас ќе се надевам на него. И одново, ете ме мене и децата мои што ми ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа, да преку смртта да го победи оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот, па да ги ослободи оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство, зашто јасно е дека тој не дојде да им помогне на ангелите, туку на Авраамовите потомци. Затоа тој мораше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен првосвештеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Зашто во она што сам претрпе, откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Глава 3. Христос е поголем од Мојсеј. Затоа, браќа свети, учесници во небесното призвание, размислете за пратеникот и првосвештеникот на нашата вера, Исус Христос, кој му беше верен на оној кој го поставил како и Мојсеј во целиот негов дом. Зашто тој се удостои со слава толку поголема од Мојсеевата, колку што е поголема почитта што ја има оној што го изградил домот, од почитта што ја има домот. Зашто секој дом се гради од некого, а оној кој изградил се е Бог. И Мојсеј му беше верен како слуга на целиот негов дом, за да го посведочи она што требаше да се соопшти. Христос, како син, е верен во Божиот дом. Негов дом пак сме ние, само ако слободата и надежта, со кои се фалиме, ги запазиме до крај. Спокој за Божиите луѓе. Поради тоа, како што вели Светиот Дух, денес, ако го чуете гласот Негов, не жесточете ги срцата свој, како во огорченоста на денот на искушувањето во пустината, каде што татковците ваши ме искушаа, ме испитуваа, иако ги гледаа делата мои преку 40 години. Затоа се разгневив на тој род и реков, секогаш се заблудуваа во срцата свој и не ги познаа патиштата мој. Па така се заколна во својот гнев дека нема да влезат во мојот спокој. Браќа, гледајте да не би во некого од вас да има зло и неверно срце, та да отстапи од живиот Бог. Туку храбрете се секој ден еден по друг, додека се уште се вели денес, да никој од вас да не отрапне преку измамата на гревот, зашто ние станавме соработници на Христос, само ако ја задржиме цврсто до крај првобитната цврста подлога. Додека се вели, денес кога ќе го чуете неговиот глас, да не отрапнат срцата ваши онака како кога се побунивте. А кој беа тие што чуја и пак се побунија? Зар не беа тоа сите оние кои со Мојсеј излегоа од Египет? Против кого негодуваше тој 40 години? Нели против оние што погрешија и чии коски останаа во пустината? А на кој им се заколнал дека нема да влезат во неговиот спокој, ако не на оние што беа непослушни? И така, гледаме дека тие не можеа да влезат поради неверието. Глава 4. Одмор во Христа. Да внимаваме пак, додека уште ни оставено ветувањето за влегување во неговиот спокој, да не би се открило дека некој од вас би можел да задоцни. Зашто и нам ни се соопшти како и ним, но словото што го беа чуле не им донесе полза, бидејќи оние што го беа чуле не поверуваа. А ние кои поверувавме,
Влегуваме во неговиот спокој, како што рекол тој. Затоа се закол на Бог гневот свој, дека тие нема да влезат во мојот спокој. Иако неговите дела беа завршени уште при создавањето на светот. Зашто негде за седмиот ден е речено вака: и во седмиот ден Бог се одмори од сите своји дела. И на тоа место пак не ке влезат во спокојот мој. И така, на некои им се отвори да влезат во него, а оние на кои им беше порано проповедано Евангелието, не влегоа поради непослушност. Затоа тој пак определи еден ден денес, велејќи преку Давид по толку време, како што е речено погоре: денес, кога ќе го чуете гласот негов, не стврднувајте ги срцата ваши. Зашто ако Исус навин им беше дал спокој, Бог немаше да зборува веќе потоа за друг ден. Но за народот Божји се уште останува саботна починка. Зашто кој ќе влезе во спокојот негов, тој ќе се одмора од делата своји, како и Бог од своите. И така, да се погрижиме да влеземе во оној спокој, да не би некој да падне во слична непослушност. Зашто Словото Божјо е живо и действува и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот, и ги проценува мислите и намерите на срцето. И нема создание сокриено за него, туку се е голо и откриено за очите на оној пред кого ние ќе одговараме. Исус е нашиот првосвештеник. Имајќи го големиот првосвештеник кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божји, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата, зашто ние немаме таков првосвештеник што не може да сочувствува во нашите слабости, туку таков кој искусил се, како и ние, освен грев. И така слободно да пристапуваме кон престолот на благодатта, за да примиме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Глава 5. Христос е вистински првосвештеник, поголем од Арон. Зашто секој првосвештеник, кој од луѓе се избира, за луѓето се поставува на служба Божја, да принесува дарови и жртви за гревовите, и да може да ги разбира оние што се неумешни и заблудени, бидејќи и самиот е со слабости. И затоа е должен, како за народот, така исто и за своите гревови да принесува жртви. И никој сам не се здобил со таква чест, туку само оној кој е повикан од Бога, како што беше Аарон. Така и Христос не се прослави сам себе си, станувајќи првосвештеник, туку го прослави оној кој му рече: Ти си син мој, јас те родив денес. Како што е и на друго место речено: Ти си вечен свештеник по чинот, Мелхиседеков. Во деновите на својот земен живот, тој со силен вик и солзи упати молби и молитви кон оној кој можеше да го спаси од смртта и поради својата подчинетост од почит беше чуен. Иако беше син, тој се научи на послушност од она што го пострада, а откако се усоврши, стана извор за вечно спасение на сите оние кои му се послушни и од Бога беше наречен правосвештеник по чинот Мелхиседеков. Да останеме во верата. За ова би имале многу да ви зборуваме, што е и тешко да се толкува бидејќи тешко сваќате. Зашто, иако според годините вие требаше веќе да бидете учители, вие се уште имате потреба некој да ве учи кои се првите начела на Словото Божјо и дојдовте до таква состојба што имате потреба од млеко, а не од тврда храна. Секој што се храни со млеко е невешт во Словото на правдата, бидејќи е дете, а тврдата храна е за зрелите,
кои благодарејќи на поуката имаат чувства и се научени да разликуваат добро од зло. Глава 6. Потребно е чување од отпадништво во верата. Затоа да го оставиме почетното учење за Христос и да се стремиме кон совршенство, да не ја поставуваме одново основата. Покајанието од мртви дела и верата во Бога, науката за крштевањето, ракополагањето, воскресението на мртвите и вечниот суд. И ова ќе го направиме ако допушти Бог. Зашто оние кои еднаш се просветија, вкусија од небесниот дар, стана учесници на Светиот Дух и откако вкусија од убавата Божја реч и од силите на идниот век, а потоа отпаднаа, не е можно повторно да бидат обновени за покаяние, кога повторно во себе си го распнуваат Синот Божји и го хулат. Зашто земјата, која го впива дождот што често паѓа на неа и раѓа плод добар за оние што ја обработуваат, од Бога добива благослов. А онаа што дава трње и боцки, таа е непотребна и близу е до проклетството кое завршува со изгорување. Од вас, возлюбени, ние очекуваме нешто подобро и спасително, иако така зборуваме. Зашто Бог не е неправеден, та да го заборави делото ваше и трудот на љубовта што ги покажавте во Негово име, откако им послуживте и им служите на светиите. А ние сакаме секој од вас да ја покажува истата усрдност за одржување на полната надеж до крај. Та да не станете мрзеливи, туку да ги следите оние кои преку вера и трпение ги добиваат ветувањата. Божјото сигурно ветување. Бог, кога му ветуваше на Авраам, бидејќи немаше ништо поголемо во што би се заколнал, се заколна во себе велејќи: навистина ќе те благословам и ќе те размножам и преумножам. И така, со долготрпение тој го доби ветеното. Луѓето пак се колнат во погорно од себе си и заклетвата како потврда на секоја нивна препирка става крај. Затоа Бог, кога на наследниците на ветувањето сакаше јасно да им ја покаже својата неизменлива волја, посведочи со клетва, та преку две неизменливи работи, во кои не е можно Бог да излаже, да имаме голема утеха и ние кои прибегнуваме да се прифатиме за надежта што ни е дадена, а која е за нашата душа цврста и сигурна котва, и која влегува дури зад завесата, каде што Исус за нас влезе најнапред, откако стана вечен првосвештеник по чинот Мелхиседеков. Глава 7. Свештеникот Мелхиседек. Тој Мелхиседек беше цар Салимски, свештеник на Севишниот Бог, кој го пресретна Авраам, кога се враќаше од борбата со царевите, и го благослови. Кому и Авраам му даде десеток од се, и кој по значењето на името негово е прво цар на правдата, а потоа и цар на Салим, односно цар на мирот. Без татко, без мајка, без род, немаше ниту почеток на дните, ниту крај на животот, и по таков начин е подобен на Синот Божји и останува вечен свештеник. Гледате ли колку е голем оној кому прататкото Авраам му даде десеток од најдобриот плен? Оние од Левиевите синови, што примаат свештенство, имаат заповед да земаат по законот десеток од народот, односно од браќата своји, иако и тие произлегле од бедрата Авраамови. Но тој, кој не му припаѓаше на нашиот род, зеде десеток од Авраам и го благослови оној што беше примил ветувања. Не може да има никаков спор дека помалиот се благословува од поголемиот. Така овде смртни луѓе земаат десетоци, а таму оној, за кого има сведоштво дека е жив,
И така да речам, Левий, кој прима десетоци и сам даде десеток преку Авраам, бидејќи уште беше во бедрата на татко си, кога го сретна Мелхиседек. Па така, ако совршенство можеше да се постигне преку левитското свештенство, бидејќи врз основа на него народот доби закон, каква потреба има да се воздигне друг свештеник по чинот на Мелхиседек наместо по чинот на Арон? Зашто, кога ќе се промени свештенството, тогаш се јавува потреба да се измени и законот. А оној, за кого се зборува ова, се бројува во друго колено, од кое никој не беше пристапувал до жртвеникот. Зашто е познато дека Господ наш произлезе од Јуда, а за свештенството од ова колено Мојсей ништо не рекол. Друг свештеник како Мелхиседек. И уште појасно станува тоа кога се воздига слично на Мелхиседек друг свештеник, кој станал таков не по силата на телесна заповед, туку по силата на вечниот живот, зашто се посведочи: ти си вечен свештеник по чинот на Мелхиседек. А пак одменувањето на поранешната заповед се изврши поради тоа што таа беше слаба и бесполезна. Зашто законот ништо не доведува до совршенство, а се воведе подобра надеж преку која се приближуваме до Бога. Тоа беше потврдено со заклетва, зашто оние беа станале свештеници без заклетва, а тој со заклетва, преку оној кој му рече: се заколна Господ и нема да се раскае. Ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Затоа Исус стана залог на толку подобар завет, а тие беа многу свештеници зашто смртта не им даваше да остане само еден. А тој, бидејќи живее вечно, има свештенство што нема да мине на друг. Затоа тој може за вечно да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив, за да се моли за нив. Таков првосвештеник и ни требаше. Свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците и возвишен над небесата, кој нема потреба како и другите првосвештеници секојдневно да принесува жртва прво за гревовите свој, а потоа и за оние на народот, бидејќи тој го изврши тоа еднаш за секогаш, откако сам себе се принесе како жртва. Зашто законот за првосвештеници поставува луѓе што се немоќни, а словото на клетвата што е по законот, Синот, кој е вечно совршен. Глава 8. Исус е нашиот првосвештеник. А најважното од ова што го зборуваме е дека имаме таков првосвештеник кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата и е служител на светилиштето и на вистинската скинија што ја постави Господ, а не човек. Секој првосвештеник се поставува за да принесува дарови и жртви. Затоа беше потребно и тој да има што да принесе. Зашто, ако тој беше на земјата, не би бил ни свештеник, зашто има свештеници што принесуваат дарови по законот и им служат на образот и на сенката на небесните работи, како што му беше речено на Мојсей, кога ја подигаше скинијата. Гледај, рече, да направиш се според образецот што ти беше покажан на планината. А сега тој доби толку подобра служба и стана посредник на подобар завет кој утврден врз подобри ветувања. Зашто, ако првиот завет беше без недостаток, тогаш немаше да се бара втор. Но, укорувајќи ги вели: ете и да денови, вели Господ, и со домот Израилев и со домот Јудин ке склучам нов завет, но не таков завет каков што склучив со татковците нивни во денот, кога ги фатив за рака за да ги изведам од земјата египетска, зашто тие не останаа во мојот завет и јас ги оставив, вели Господ. Но ово е заветот што ќе му го дадам на домот Израилев во оние дни.
вели Господ, ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниеден нема да го учи својот ближен, и ниеден братот свој. Познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат, бидејќи ќе бидам милостив кон нивните неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. А кога вели нов завет, првиот го направи застарен, а она што е старо и застарено, близу е до исчезнување. Глава 9. Земни и небесни богослужби. Така и во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште, зашто скинијата беше направена вака. Во првиот дел се наоѓаа светилникот, трпезата и изложените лепови. Тој дел е наречен свето место. А зад втората завеса од скинијата беше делот наречен светиња над светињите. Во неа се наоѓаше златната кадилница и од сите страни опкован со злато ковчегот на заветот, во кој стоеја златниот цац со мана и растутениот жезол на Арон, како и плочите на заветот. А над него херувими на славата, што го осенуваа чистилиштето. За ова сега нема потреба да се зборува поопширно. При ваков распоред во првиот дел од скинијата секогаш влегуваа свештениците и извршуваа служба Божја. А во вториот дел влегуваше поеднаш во годината првосвештеникот и тоа не без крв, што ја принесуваше како жртва за себе и за гревовите на народот, направени поради незнаење. Преку ова Светиот Дух покажуваше дека се уште не е отворен патот за светилиштето се додека стои првата скинија, која е символ на сегашното време, во кое се принесуваат дарови и жртви, кои не можат да го направат совршен по совеста оној што служи, туку се состојат само од јадења и пиења и разни миења и телесни обреди, установени до времето кога сето ова ќе се исправи. Но Христос, кога стана првосвештеник на идните добра, со поголемо и со посавршено светилиште, неракотворено, односно не онакво какво што се прави на земјата, ниту со крв козја и телешка, туку со својата крв влезе во светилиштето еднаш за секогаш и изврши вечен откуп. Зашто ако крвта на јунче и јарец и пепелта од јуница преку попрскување ги осветуваат осквернетите за очистување на телото, тогаш колку ли повеќе крвта на Христос, кој преку Светиот Дух се принесе себе на Бога непорочен, ќе очисти совеста наша од мртви дела, за да му служиме на живиот Бог. Затоа е тој посредник на Новиот Завет, та по неговата смрт, што стана за откуп на престапите од времето на Првиот Завет, призваните да го добијат ветеното вечно наследство. Зашто каде што има завет, таму е неопходно да следува смртта на заветувачот, бидејќи заветот добива сила само по смртта. Тој нема никаква сила додека заветувачот е жив. Поради тоа, ни Првиот Завет не беше утврден без крв, зашто Мојсеј, откако ги прочита сите заповеди од законот пред сиот народ, зеде крв телешка и јарешка со вода и со црвена волна и со исоп ја пороси како самата книга, така и сиот народ велејќи: ова е крвта на заветот што ви го одреди Бог. Исто така, со крв ги попрска и светилиштето и сите садови за служење на Бога. И речиси се според законот со крв се очистуваше и без пролевање крв нема проштевање. Христовата жртва е вистинската. И така, образите небесни требаше да се очистат на таков начин, а самото небесно со подобри жртви од овие.
Зашто Христос не влезе во ракотворено светилиште, кое е само образец на вистинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на Бога за нас. И не да се принесува себе како жртва повеќе пати, како што првосвештеникот влегува во светилиштето секоја година со туѓа крв. Инаку тој би требало многу пати да пострада од созданието на светот. А сега еднаш за секогаш, до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва. И како што им е на луѓето определено да умрат еднаш, а потоа суд, така и Христос, откако еднаш се принесе самиот себе како жртва, за да ги однесе гревовите на мнозина, втор пат ке им се јави не веќе како жртва за грев на оние што го очекуваат, туку за нивно спасение. Глава 10. Силата на жртвата Христова. Бидејќи законот ја има само сенката на идните добра, а не суштината на работите, никогаш не може со оние исти жртви, што се принесуваат секоја година, да ги усоврши оние кои пристапуваат. Инаку би престанале да се принесуваат, бидејќи оние што служат еднаш очистени, не ќе имаат веќе никаква свест за гревовите. Но преку жртвите секоја година се потсетуваат на гревовите, бидејќи не е можно телешката и јарешката крв да ги однесе гревовите. Поради тоа, влегувајќи во светот, вели: жртви и дарови ти не посака, а тело ми приготви. Сепаленици за гревот не ти се угодни. Тогаш реков: ете идам, напишано е за мене во книгата, да ја извршам, Боже, волјата Твоја. Кога погоре рече: жртви и дарови и сепаленици за гревот, што се принесуваат според законот, ти не посака и не ти се угодни. А потоа рече: ете идам, Боже, да ја извршам волјата Твоја. Со тоа тој го укинува првото, за да го воспостави второто. Според таа волја сме осветени со приносот на телото на Исус Христос еднаш за секогаш. И секој свештеник стои секој ден, служејќи и принесувајќи многу пати едни и исти жртви, кои никогаш не можат да ги отстранат гревовите. А тој, принесувајќи само една жртва за гревовите, за секогаш седна одесно на Бога и оттогаш чека понатаму додека непријателите негови не бидат положени како подножје за нозете негови. Зашто преку едно принесување тој осветените ги направи за секогаш совршени. И Светиот Дух ни посведочи, зашто откако порано рече: ова е заветот што ќе им го дадам по оние дни, вели Господ, ќе ги вградам законите свој во срцата нивни и во мислите нивни ќе ги напишам. Тој додава: и за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам, а каде што има проштевање за нив, таму веќе нема приноси за грев. Да му пристапиме на Бога. И така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело, имаме врховен свештеник на домот Божји. Затоа да пристапиме со искрено срце, во полна вера, откако ќе ги исчистиме срцата од зла совест со попрскување и откако ќе го измиеме телото со чиста вода. И да го држиме исповеданието на надештат цврсто, зашто верен е оној кој се заветувал. И да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела, не изостанувајќи од собранијата, како што некои имаат обичај, туку да се поучуваме еден друг, и тоа во толку повеќе, доколку гледате дека се приближува судниот ден. Зашто, ако откако ја познавме вистината,
своеволно продолжуваме да грешиме. Тогаш веќе нема жртва за гревови, туку страшно очекување на суд и јаростен оган, што ќе ги проголта противниците. Ако оној што го прекршил Мојсеевиот закон, пред двајца или тројца сведоци безмилосно се казнува со смрт, тогаш колку ли потешка казна мислите ќе заслужи оној што го погазил Синот Божји и ја осквернил крвта на заветот преку која е осветен и го похулил духот на благодатта. Зашто ние го знаеме оној што рекол: одмаздата е моја, јас ке платам, вели Господ. И пак, Господ ке му суди на својот народ. Страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Подсетувајте се на вашите поранешни денови, кога, откако се просветивте, поднесовте голема борба во страдањата, било затоа што бевте изложени на срам и маки, било затоа што станавте соучесници на оние кои исто така страдаа. Зашто и на оковите мои се сожаливте и со радост дозволивте вашиот тимот да се разграби, знаејќи дека на небесата имате подобар и траен имот. И така, не напуштајте ја вашата слобода, таа ви носи голема награда. Најнапред ви е потребно трпение, па откако ќе ја исполните волјата Божја, да го добиете ветеното, зашто уште малку, сосем малку, и оној што иде, ќе дојде, и нема да задоцни. А праведниот преку верата ќе биде жив. Јас не се радувам за ниеден кој отстапува. Ние пак не сме од оние што отстапуваат и гинат, туку од оние кои веруваат и се спасуваат. Глава 11. Силата на верата. А верата е подлога за увереноста во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Преку неа постарите добија сведоштво. Преку верата разбираме дека вековите се создадени со Божји збор и дека од невидливото произлегло видливото. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва од Каиновата. Преку неа тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог посведочи за неговите дарови. Преку неа, иако мртов, тој уште зборува. Преку вера, Енох беше преселен за да не види смрт и не се најде, бидејќи Бог го пресели. Зашто пред преселувањето тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Преку вера, Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Со тоа, тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Со вера, Авраам, кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна, не знаејќи каде оди. Со вера се всели Авраам во ветената земја како туѓинец и живееше под шатори со Исак и Јаков, наследници на истото ветување, зашто тој го очекуваше оној град што има основи, чиј градител и творец е Бог. Преку вера и самата Сара, иако беше неплодна, доби сила да зачне и покрај возраста нејзина роди, зашто го сметаше за верен оној кој беше ветил. И така од еден, и тоа остарен, се родија толку многу, колку што се звездите на небото и колку што е безбројниот песок на морскиот брег. Сите тие умреа со вера, не добивајќи ги ветувањата, а само оддалеку ги видоа и ги поздравија, признавајќи дека се гости и придојдени. Бидејќи оние што така зборуваат,
покажуваат дека бараат татковина. И ако ја беа имале наум онаа татковина од која беа излегле, ќе има прилика да се вратат. Но тие сакаа подобра, односно небесна татковина. Затоа и Бог не се срами да се нарече нивен Бог, бидејќи им има приготвено град. Авраам со вера го принесе како жртва Исака, кога беше искушуван. И тој што го доби ветувањето, го принесе својот единствен син, за кого му беше речено, потомството од Исак ќе се нарече со твое име. Зашто тој сметаше дека е Бог силен и дека и мртви може да воскреснува, и така да речам, го прими Исак воскреснат. Со вера, Исак го благослови Јаков и Исав за иднината. Со вера, Јаков на умирање го благослови секого од синовите на Јосиф и им се поклони, подпирајки се на врвот од жезолот свој. Со вера, Јосиф на умирање спомна за излегувањето на синовите Израилеви од Египет и им даде упатства за коските своји. Со вера, Мојсеј, откако се роди, 3 месеци беше криен од родителите своји, зашто видоа дека детето е убаво и не се уплашија од царската заповед. Со вера, Мојсеј, кога порасна, се откажа да се нарече син на фараоновата ќерка и повеќе сакаше да страда заедно со народот Божи, отколку да ужива во минливите гревовни наслади. Страдањето заради Христос го сметаше за поголемо богатство, отколку ризниците на Египет, зашто предвид ја имаше наградата. Со вера тој го напушти Египет, не плашејќи се од царскиот гнев, зашто веруваше во оној кој не се гледаше како да го гледа. Со вера тој направи пасха и попрскување со крв, та истребувачот на првородените да не се допре до нив. Со вера поминаа преку Црвеното море како по суво, кое што се обидоа и египќаните да го преминат, но се издавија. Преку вера паднаат зидовите на Ерихон, откако беа обиколувани цели 7 дена. Со вера, блудницата Раав не загина заедно со неверниците, откако благонаклоно ги прими извидувачите и ги изведе по друг пат. И што уште да кажам? Зашто не ќе имам доволно време да кажувам за Гидеон, Барак, Самсон и Јефтаи, за Давид и Самуил и другите пророци, кои преку вера победија царства, вршеа правда, добија ветувања, затворија усти на лавови, угаснаа огнена сила, ја избегнаа острицата на мечот, од немокни станаа крепки, станаа силни во војна, прогонија туѓи војски. Жени примија своји умрени, воскреснати, други пак беа мачени и не прифатија ослободување, за да добијат подобро воскресение. А други поднесоа подигрување и камшикување, па дури и окови и затвор. Со камења беа убивани, со пила сечени, на искушенија подложувани, умираа убивани со меч, скитаа во овчи и козји кожи, во сиромаштија, во маки, во срам. Тие, за кои светот беше недостоен, скитаа по пустини, по ридови, по пештери и јами во земјата. И сите тие, иако примија сведоштво преку верата, сепак не го добија ветеното, зашто Бог предвиде нешто подобро, та тие без нас да не примат совршенство. Глава 12. Мноштво сведоци. Затоа и ние, имајќи толку многу сведоци, да отфрлиме од себе секакво бреме и грев, што лесно се прилепува за нас, и со трпеливост да побрзаме кон предстојната борба, имајќи го пред очи зачетникот и довршителот на верата Исус, кој поради неговата идна радост претрпе крст, занемарувајќи го срамот, и седна од десната страна на престолот Божји.
Мислете на оној кој од грешниците претрпе над себе си таква поруга, да не ви дотегне и да не станете малодушни. Во борбата против гревот, уште не сте се противеле до крв. И сте ја заборавиле утехата која вам како на синови ви зборува. Сине мој, не презирај ја казната од Господ и не биди малодушен кога те казнува. Зашто Господ го казнува оној кого што го сака, го кара секој син што го прима. Ако трпите казна, Бог со вас постапува како со синови, зашто кој е тој син кого таткото не го казнува? Ако пак останете без казна, во која сите станаа соучесници, тогаш сте деца незаконски, а не синови. Ако се плашиме од нашите татковци кога не казнуваат, тогаш колку повеќе треба да му се покориме на Отецот на духовите па да бидеме живи? Зашто тие не казнуваат за кратко време, како што им се чинело најдобро, а тој за полза, да учествуваме во неговата светост. Секоја казна во почетокот не се покажува дека е за радост, туку за жалост, но потоа на оние што ќе се поучат од неа, таа ќе им принесе мирен род на праведност. Совети и предупредување. Затоа исправете ги премалените раци и ослабените колена. И со нозете своји направете си прави патеки, та она што е куцо да не се повреди, туку поскоро да се исцели. Трудете се да имате мир со сите и светост без која никој нема да го види Господа, гледајќи да не би некој да се лиши од Божјата благодат, да не би некој горчлив корен што изникне да направи штета и преку него да се осквернат мнозина. Да не би меѓу вас да има некој блудник или нечестив, како Исав, кој за една манџа се откажа од своето право на правородство. Зашто знаете дека тој и отпосле, сакајќи да го наследи благословот, беше отфрлен, бидејќи не најде место за покаяние, иако го беше молел дури со солзи. Вие не пристапивте кон планината што може да се опипа, и кон разгорениот оган, кон облакот, и темнината, и луњата, и кон трубниот звук, и кон гласот што зборуваше, чии слушачи молеа да не им се зборува веќе. Зашто не можеа да го истрапат она што им се заповедаше? И звер, ако се допре до гората, со камења нека биде убиен. И толку страшна беше гледката, што и Мојсей рече: треперам од страв. Но вие пристапивте кон Сион и градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, и кон безбројните ангели на свечениот собор, кон собранието на првородените, кои се запишани на небесата, и кон Бога, судијата на сите, и кон духовите на праведниците што достигнаа совршенство, и кон Исус, посредникот на Новиот Завет, и кон крвта за попрскување, која подобро зборува од Авеловата. Гледајте да не го отфрлите оној кој зборува, зашто ако не останаа неказнети оние што откажаа да му служат на оној што зборуваше на земјата, а колку повеќе ние, кои го отфрламе оној кој зборува од небесата, чиј глас тогаш ја потресе земјата, а кој сега ветува зборувајки: уште еднаш јас ќе ја потресам не само земјата, туку и небото. Зборовите уште еднаш означуваат дека колебливото ќе се отстрани, та да остане само непоколебливото. И така, примајќи го непоколебливото царство, да искажеме благодарност со која ќе му служиме на Бога благоугодно со почит и во страв, бидејќи нашиот Бог е оган што изгорува. Глава 13. Богоугодно живење. Заемната љубов нека пребива меѓу вас. Гостолюбивоста не запоставувајте ја, бидејќи преку неа
некои не знаејќи му кажаа гостопримство на ангели. Помнете ги затворениците, како да сте со нив затворени, и оние што страдаат, зашто и самите сте во тело. Бракот да се почитува од сите, и брачното легло да се пази неосквернето, а блудниците и прељубниците ќе ги суди Бог. Немојте да бидете сребролюбци и задоволувајте се со она што го имате, зашто тој рекол: нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Така што слободно да велиме: Господ ми е помошник и нема да се плашам. Што може да ми направи човек? Помнете ги и вашите учители, што ви го проповедаа Словото Божјо, и имајќи го пред очи исходот на нивниот живот, подражавајте ја верата нивна. Исус Христос е ист вчера, и денес, и во вечни векови. Не бидете завлечени од разни туѓи учења, зашто е добро со благодат да се подкрепува срцето, а не со уредби за јадење од кои немаа никаква полза оние што ги применуваа. Ние имаме жртвеник од кого немаат право да јадат оние што и служат на скинијата, бидејќи телата на животните, чија крв првосвештеникот ја внесува во светилиштето за очистување на гревовите, се изгоруваат надвор од живеалиштето. Затоа и Христос, за да ги освети луѓето со крвта своја, пострада надвор од градските порти. И така да му пристапуваме надвор од живеалиштето, носејќи ја неговата поруга, бидејќи овде немаме постојан град, туку го очекуваме оној што ќе дојде. Преку него пак секогаш да му принесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од устните што го прославуваат името Негово. А добродетелството и милосрдноста не ги заборавајте, зашто такви жртви му се благоугодни на Бога. Покорувајте им се на учителите ваши и бидете им послушни, зашто тие, бидејќи се задолжени да одговараат, бдеат за вашите души, та со радост тоа да го вршат, а не со воздички, зашто тоа не е полезно за вас. Молете се за нас, зашто сме уверени дека имаме добра совест, грижејќи се во се добро да постапуваме. Уште повеќе ве молам да го вршите ова, да поскоро да се вратам меѓу вас. Завршна молитва. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите големиот пастир на овците, нашиот Господ Исус Христос, нека ве усоврши во секое добро дело, за да ја исполните Неговата волја, вршејќи го во вас она што му е нему благоугодно, преку Исус Христос, нему слава, во вечни векови. Амин. Ве молам, браќа, трпеливо примете го ова поучно слово, зашто накратко и ви напишав и испратив. Знајте дека братот Тимотеј е ослободен, со кого, ако дојде навреме, ќе ве видам. Поздравете ги сите ваши учители и сите светии. Ве поздравуваат браќата што се од Италија. Благодат со сите вас. Амин.